Не го спомена туризмот, кој за жал ни е пред колапс, ниту туристичките работници, кои најмногу го очекуваа формирањето на владата во надеж дека истата ќе има слух за проблемите со кои се соочуваат. Во таа насока репликава ќе ја искористам како апел до предложените заменици министри за економија Маневски и за финансии Ковачевски уште утре да остварат средба со туристичките работници и да ги разгледаат нивните барања, кои до споменатите министерства се доставени уште во јуни. Туристичката дејност најпрвин беше погодена и најпогодена од кризата и за жал економските последици веќе се видливи. Понатаму, колега Минов, кажавте дека вашиот град живнал и сакам да верувам дека е така, но сакам и мојот Охрид да живне, а не да живурка. Но целта не ми е да бараме виновници, состојбата е таква каква што е и секое навраќање назад во смисла кој што направил или не направил и зошто не направил, на никого нема да ни биде од полза. Факт е дека немавме брз одговор на кризата и затоа проблемите само ни се трупаат и стануваат се поголеми. За разлика од соседите, за жал, ние полошо поминавме, многу полошо во поглед на делот од туризмот. Затоа уште еднаш ве молам дајте им ја потребната помош на туристичките работници кои веќе и не бараат да профитираат, бараат поддршка само за да опстојат и да застанат на нозе. Да потсетам дека додека успешно работеа, го полнеа државниот буџет и сега државата треба да им возврати. Само така ќе покажете еднаква грижа за сите своји граѓани и само така ќе докажете дека се борите за секое работно место. Ви благодарам. Панчо Минов контрареплика.